Почитувани граѓани, дозволете да изнесам неколку суштински гледања за текот и резултатот од вчерашната седница на Советот на општина Битола. Една од основните законски обврски на локалната самоуправа е да го уредува просторот во кој што живеат и работат граѓаните и да создава подобро место за живење. Битола како град со историја, традиција, културно наследство, преубава архитектура, географска и природна поставеност, бара висок степен на чувствителност во неговото просторно и архитектонско уредување. Во ваква констелација, во локалната самоуправа во која што доминира ВМРО-ДПМНЕ, ние како опозиција исправени сме пред предизвикот на локалната власт во нашиот град, која освен партискиот и личниот интерес да се спротиставиме на грубото комерцијализирање на просторот во централното градско јадро. Многуто е аргументи на советниците од опозицијата дека не треба да се интервенира со комерцијални објекти во така наречениот простор на офицерскиот дом и поранешниот ресторан парк, не вродија со плод. Поточно, советниците на ВМРО-ДПМНЕ со сила го изгласаа отпочнувањето на деталниот урбанистички план за споменатиот простор. Ние заедно со граѓаните кои живеат околу просторот на офицерскиот дом и поранешниот ресторан парк, сериозно и компетентно ќе се спротиставиме на ваквиот обид на решавање. Дозволете ми кога сум кај отпорот да ја искористам оваа прилика и да ги поканам сите наши граѓани во понеделник на 28 јануари да ни се придружат на протестниот граѓански марш во Битола. Многу илјадната колона ќе ја предводи лидерот на здружената опозиција Бранко Црвенковски. Поедовно и собирно место е платото пред ветеринарната станица со почеток во 17:30 часот. Благодарам.